Следите ново издание на емисијата Призма 3 на програмата на телевизија Интел. Се надевам дека и вечерва во планираните 60 на минути ќе го задржиме вашето внимание со одговорите на дел од прашањата за кои предпоставувам дека кај многумина граѓани се јавуваат или честопати имате дилеми околу одредени работи кои што се поврзани со работењето на секторот за урбанизам, со неговите надлежности или тоа што треба вие да го направите доколку се соочите со некој проблем или пак потреба за реализација на одредени работи кои што се директно поврзани со секторот за урбанизам или конкретниот назив сектор за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште. По тој повод наш гостин вечерва е раководителот на секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште при општина Струмица, господинот Стојан Динев. Добро вечер, добре дојдовте и благодарам што одвоивте време за нас и за нашите гледачи. Благодарам и на вас за поканата и се надевам дека во една пријатна атмосфера вечерва ќе помогнеме на граѓаните да допреме до нив и да колку можеме да помогнеме во тие комплицирани постапки, така да кажем, бидејќи ги гледам секојдневно маките на луѓето кој ќе сака да реши некој проблем, значи не идува на редица други проблеми, така да преку оваа емисија сигурно не можеме да ги објасниме сите постапки, туку генерално колку може да помогнеме и да го искористам моментот и еден апел до нив, значи слободно може да се користи и веб страната на општина Струмица, слободно може во секој време да доаѓаат во службата во урбанизмот и да ги користат сите вработени таму, не само по навика граѓаните секој пат сакат кај началникот на нашиот прием, бидејќи стварно физички не се постигнува многу предмети, обимни материи и за да не би чекале таму на ред, нели, да си губат дел од работниот ден. Значи апелирам на тој начин некако да подпомогнеме и да бидеме и ние малку поажурни, меѓутоа се во функција граѓаните да можеше полесно да си го решат проблемот. Токму тоа беше идејата за оваа емисија, ако не повеќе барем накратко да им објасниме на граѓаните кои се надлежностите на вашиот сектор, кои се нивните права, кои се врските и како во одредени ситуации каде треба да се обратат, бидејќи имам впечаток дека токму вашиот сектор е еден кој што е буквално со најголем обем на работа и со најголем број на странки кои што доаѓаат, имаат проблеми, меѓутоа исто така имам впечаток дека добар дел од граѓаните не се доволно запознаени со проблематиката и со постапките кои што треба да ги направат за да решат одреден проблем кој што е во ваша надлежност. Да, затоа во кратки црти би кажал нели прво околу ингеренциите кои се на кои прашања, бидејќи има ситуации кога луѓето од неинформираност доаѓаат директно во урбанизмот. Веројатно е тоа како нивни став или нивно мислење дека во урбанизмот се решава. Значи тој смисол, значи бидејќи ингеренциите некој пат и што се во однос на градежната инспекција повторно доаѓаат во урбанизмот или бидејќи ни се комшии над нас, нели катастрот, ако имат потреба до катастрот, значи пак се обраќаат кај нас. Меѓутоа ги упатуваме и така натаму. Туку сега ќе искористам приликата да кажам кои се стварно нашите надлежности према законот и на кој начин е организирано тој сектор. Значи во секторот имаме 3 оделенија, јас сум како раководител на тој сектор. Оделение за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште. Значи ингеренциите спаѓаат во тој домен. Инаку се наоѓаме еве тесна локација, можеби некој знае, можеби некој не знае. Значи во зградата каши судот. Тука сме на втори спрат, одма испод катастрот, значи непосредни соседи. Во било кое време, мислам од 8 до 4, можат нели во секое време да дојдат и да си ги реализират нивните проблеми, односно да добијат информации како да отпочнат постапка, бидејќи постапките се многу сложни, често пати знам да кажам на самите странки. Полесно ќе да кажат да доаѓате кај мене чекор по чекор да ги решаваме проблемите, неголи ако една постапка во целост ја кажеме, луѓето стварно ќе излезат разочарани, кажа сега ништо не разбрав, не знам од каде тргнам нели. А зборувам за еден шалтерски систем, што е аномалија. И никој да профункционира тој систем, меѓутоа еве сега со електронските постапки полика се регулираат некои работи, се улеснува нели многу работи и ако се уште регулативата не е сменета, меѓутоа и ние самите гледаме како административци дека за нас има улеснување и побрзо ги работиме предметите, меѓутоа наидуваме некои проблеми бидејќи сега се во почетна фаза и самите софтвери што се направени
дали за одобрение за ЕКАТ шалтер или за урбанизам. Меѓутоа се надевам дека во соработка преку ЗЕЛС и министерствата дека ќе се регулират и ќе се усовршат тие системи, така да во едина би требало уште полесно да се решават сите проблеми и на еден начин проблематиката ќе се сублимира во еден систем и мислам дека полека ќе дојдеме конечно до тој едношалтерски систем. Ги споменавте граѓаните и непознавањето. Колку граѓаните се информирани како треба одредена постапка да се води за тоа што им е проблем, како треба да го решат и рековме дека нели секој проблем е посебен и индивидуален сам за себе. Меѓутоа кои се најчестите проблеми со кои што доаѓаат граѓаните и да побараат помош и решенија од вас? Јас себе вака размислувајќи, имајќи сознание дали секојдневно бидејќи примерно странки, значи одделив некои најчесто случаи кога луѓето за иста работа прашуваат најчесто, значи вечер да искористам приликата баш во тој смисол да ги објасниме постапките. Мислам дека ќе не биде олесето, меѓутоа и самите граѓани кои доаѓаат во урбанизмот, во делот кај што се поднесуваат барањата, односно шалтерот, значи на огласната табла ги има сите постапки и сите образци и може во секој време да ги погледнат и да видат нели кои документи ни требат. Бидејќи имам ситуации, странка ми чека саат време, кај мене гужва да кажем и за саат време го губи времето, а за некоја банална информација што ја има на таблата, може да ја прочита и човекот да си заврши работа, тој смисол. Инаку проблематиките да кажем се поделени во бидејќи по одделение, значи сектор за урбанизам е поделен од тројца раководители. Софија Ристова е на одделението за урбанизам, Тодор Граматиков е на одделението за комунални работи и Ристо Пецев е на одделението за градежно земјиште. Значи сите сме на исти спрат. И така да од било која област, значи може да се обратат или до раководителите или до службениците, значи конкретно да добијат некои информации зависно од нивната проблематика. Така. И сега да одиме она што во последниот период една од најактуелните работи е легализацијата на бесправно изградените објекти, односно на дивоградбите. Каква е во моментов состојбата во општина Струмица? Колков е бројот на поднесените барања, колку од нив се изреализирани и ќе зборуваме нели има одредени законски измени, односно пролонгирање на роковите, колку тоа ќе олесни работата и на секторот, но и на граѓаните, па и на геодетските компании кои што требаше да ги изработуваат елаборатите. Значи, мислам дека тоа ќе биде олеснување и тоа е едно прилагодување, бидејќи према бројот на предметите на ниво на држава, кој ќе се подели со бројот на регистрираните геодетски фирми, значи не постоеше физичка можност во тој период да се изработат сите геодетски елаборати. Меѓутоа, тука мора да кажам, има и една причина повеќе, бидејќи застојот, односно неблаговременото докомплетирање на документацијата, сепак голема улога играат и самите граѓани, бидејќи геодетските фирми доаѓаат кај мене често пати ми информираат и се жалат на еден начин дека имат порачено пред година дена елаборат, меѓутоа странката дали во моментот нема средства да си ги подмири трошковите и не одат да ги подигат елаборатите, а станува збор за стварно голема количина на такви елаборати. Пред да се најави ова последната измена и пролонгирањето на рокот, значи за продолжување на нови барања нели до 31 март и продолжување на рокот за старите барања што беше нели до крајот на 2016 година, значи беше малку декември месец поинтензивно доставувањето на елаборатите и сега гледам овие денови повторно спласна. Значи луѓето секој пат чекаат последниот час. Таа стара навика во 5 до 12 има време. 12, да. Тоа се случуваше и при доставувањето на барањата кога беа 2011, нели од 3 март до 3 септември беше доставувањето, сите последните 3 дена беше најголема гужва во урбанизмот. Затоа апелирам, значи, благовремено да се докомплетира документација, благовремено да достават одобрение, како не би се стварала гужва таму во урбанизмот, бидејќи тогаш беше случај, значи луѓето доле по скалишниот простор дори до влезот во објектот имаше колони од луѓе и непотребно се изложува на ѓавење на еден начин и губење време. Каква е состојбата ако гледаме низ бројки?
кога стана збор за поднесените и решените предмети? Значи, овие денови омбудсманот, односно народниот правобранител, значи правише некоја анкета низ целата република, собираше информации, значи да ја пратеше таа проблематика, бидејќи една од неговите ингеренции е нели да помага на луѓето при остварувањето на нивните права. Значи, погледувајќи ја табелата, значи по општини се движи некаде од 5% па до 72%. Зборувам за издадени решенија. Сега по општини кога ќе погледнеме, општина Струмица со 25-6% е некаде на средината, да кажем. Меѓутоа, кога ќе се малку да ги анализираме кои се аргументите и фактите, за по кои причини е дојдено до таа појава, значи, зависи во кои општини, да кажем, општина Илинден е најуспешна со 72%. И тоа повеќе се сведува бидејќи се комплицирани постапките. Не е така едноставен, нели, законот за бесправни објекти, се излегува на терен, се прави записник, се прави, нели, урбанистичка согласност, пресметка и се добие решение. Значи, во работата има и работа. Значи, сегуваат редица проблеми, дали од имовински карактер, нерасчистени оставински постапки и ред други работи, што кога ќе го упатиш во решавање на некој претходно прашање, значи предметот се става во мирување и се губи доста време. Низ бројки може да кажем дека од 9306 вкупно барања кои беа поднесени при првиот од 2011 до 3 септември, значи до сега немаме ни 50% доставено елаборати. Значи фалат уште многу елаборати за да се сите барања докомплетираат. Во меѓувреме се случуваат и некои појави, не знам од кои причини, но луѓе дали се надеваат дека не беа доволно информирани дека се ќе биде по 1 евро за легализација и сега ако имат некој деловен простор, тоа не ја подига пресметката цената и се откажуваат и се ги публикуваат барањата. И тие луѓе не знам понатаму која ќе биде судбината, бидејќи објектот, нели, после завршувањето на закон ќе мора да се отстранува. Затоа сепак апелирам до луѓето нека ја искористат вториот, значи нема потреба да ги публикуваат, значи бидејќи тој закон е пролонгиран од 6 години за реализација, значи на 10 години е со новите измени предвиден, така да има време и за легализација, меѓутоа во тие 10 години спаѓа и дел од обврската на општините за да ги усогласат, нели, во урбанистички плански документации сите тие легализирани објекти. Така до максимум да се бориме сите заедно на некој начин да ни помогнеме на тие луѓе, бидејќи општината државата излезе во сусрет, нели, на повеќе луѓе што беа од социјален карактер, нели, социјална помош што прима, бесплатно катастрот, нели, ги работи елаборатите. Општината може, например, со посебна одлука на совет или со давање рати на плаќање на рати и така натаму, значи јас сепак апелирам да не ги публикуваат барањата, да дојдат да го изложат проблемот, па да најдеме некој заедничко решение за решавање на проблемот. Значи ли тоа, ако добро разбрав, дали тоа се однесува само на деловните или на сите објекти кои што немаат уредна документација, кои што не се легализирани, дека доколку не се заврши целата постапка, дека после тоа ќе треба да се отстранат, односно да се рушат? Или нема да имаат можност само да имаат соодветна документација да го заложуваат, да го продаваат објектот и така натаму? Значи да, тоа е врзано, значи ако нема имотен лист објект, не може и да го продаде. Значи ќе има секој пат статус на нелегален објект, а мислам дека ако има некоја причина, барем да дојдат да се консултираат и да не поднесуваат барање за публикување, јас стварно не ја знам нивната намера што е, меѓутоа на тој начин си прават лошо и за себе. И за идните генерации, бидејќи тие објекти треба да функционираат, треба да ги наследи некој и така натаму. Низ бројки гледано, да кажем, јас тука извадив некои, значи од 9306 барања има до денес елаборати доставени 4150 елаборати, значи помалку од 50%, од кои урбанистички согласности 2365, а решенија 2003. Кога ќе погледнеме бројката 4150 до издадени решенија, значи се гледа дека негде околу 2000 предмета се во некоја постапка, од кои поголемиот дел се стопирани баш поради
од кои ќе ја примат пресметката, тие се имале некои домашни сапи, така да ги наречеме, нели, се надевале за некоја пониска цена дека ќе сега завршат работата. Меѓутоа тука е застанато и не ги уплаќаат средствата, а тие предмети како да ни стојат на нас де факто, а чекаме само наплата, нели, да може да издадеме решение. И затоа апелирам до граѓаните, значи, да дојдат во урбанизмот, да видиме, да изнајдеме причина од нивна страна да кажат кој е и да најдеме некои заеднички решенија како би сепак можеле да ни излеземе во пресед за решавање на нивниот проблем. Пред малку, го спомнавте, електронскиот начин на поднесување барања или нели издавање одобренија за градење. Која е постапката, која е процедурата кој што треба да ја запазат граѓаните и за кои типови на градби може дали станува збор за сите и за каков вид на одобрение може да се добие по електронски пат и дали постапката е иста, дали граѓаните ќе аплицираат и ќе го побараат по електронски пат или ќе дојдат лично во вашиот сектор? Значи, со донесувањето со измените на законот, последните измени, кога отпочна постапката, нели, одобрение, сите постапки течат по електронски пат и ние во хартина форма не смееме да приемеме проектни документации, освен за оние некои случаи кои се предвидени по самиот закон. Еве, нив можам да ги прочитам, бидејќи тоа се гледа на веб страната кога се отвори на дозвола, значи там се напишени постапки за кои важи електронскиот начин на водење постапка. Станува збор за нова градба, доградба, надградба, измени во тек на градба, промена на инвеститор, употреба за и тоа дозвол за употреба се издава, меѓутоа после измените само за објекти од прва категорија, односно тие што одобрение ги издава Министерството за транспорт и врски, додека кај нас не треба, бидејќи за да се спроведе во катастар веќе изграден објект, значи потребно е од надзорен инженер да се направи записник, проектна документација, елаборат и да се тоа спроведе во катастарот. Реконструкцијата исто спаѓа пренамената, адаптацијата, подготвителни работи, значи пред да се отпочне со од кој се извади одобрението, пред да се отпочне со изведбата, значи потребно е проект за подготвителни работи, идејните проекти, решенија за градби за кои не треба одобрение, во која категорија спаѓаат повеќе типови, нели, на објекти. Тоа е сепак акт решението, меѓутоа не е исто што и одобрение, значи таму се наведени потпорни зидови, настрешници и ред други објекти, нели, кои спаѓаат во таа категорија. Значи сите тие одат постапки по електронски пат. Споменавте објекти од прва категорија. Во колку категории се поделени и која е разликата? По стариот закон беше, значи по закон за градење беа поделени на 5 категории, од кои само прва и втора беа под ингеренција на државата, а трета, четврта и пета беа под ингеренција на локалната самоуправа. Меѓутоа со последните измени, значи само 2 категории на објекти има, значи тие прва категорија што се под интерес на државата и одобрени и постапки кои ги води Министерството, а се друго останато во втора категорија се под ингеренција на локалната самоуправа. Која е процедурата, например, и што е потребно доколку еве некој треба да добие одобрение, да кажеме, за нова градба, а која е процедурата за некој кој што треба да прави одредена доградба или пак реконструкција? Значи, процедурата е идентична, тоа е самиот систем електронски така направен. Значи, при аплицирањето, при доставувањето на документациите се отварат прозорци и тоа е многу лесно, значи само да се пратат чекорите и на тој начин јасно е кој документ треба да се достави, кој не треба и така натаму. Значи, тоа е поедноставно, меѓутоа сите тие документи и апликантот мора електронски подпис, значи да има токен за да може, нели, да го подпише секој документ, односно при влегувањето во системот, нели, мора претходно да се пријави со посмен лозинка, паспорт и така натаму. Затоа, мислам, оние луѓе кои што немат електронски подпис, може да ги користат било кои, нели, апликанти што располагаат со електронски подпис, за да може тие да не извршат услугата во нивно име, меѓутоа кој треба претходно да дадат, нели, овластување на самиот апликант, како би може ние да го третираме како учесник во постапката. Значи и оно треба да биде прикачено. Инаку таму децетно се наведени сите, да кажем, одобренија за градење на нов објект, се појавуваат, нели, прозори и
тоа треба, значи не може да се погреши при аплицирањето. Меѓутоа проектантите малку и до нив апелирам повеќе да го почитуваат законот за градење и правилниците, бидејќи грешките во самите проектни документации имаат многу недоследности, па ние после губиме време, правиме заклучици за прекен, ги известуваме, нели, за да ги отстранат недостатоците, значи да бидат малку по-ажурни во тој смисол, како би можели и ние побрзо да завршиме предметот, да не се губи време, а да биде задоволни самиот инвеститор. Значи, тоа повеќе се однесуваше во почетокот, значи несоодветно подпишан електронски или некои проблеми со самиот сертификат, има грешки во сертификатот се појавува, бидејќи самиот систем е така направен, нели јавата ги врши тие контроли за валидноста на сертификатот. Значи, во тај поглед малку да бидат поажурни, повеќе да внимават, како бидејќи стварно со заклучокот и сега бидејќи треба цел круг да се изврти до градоначалникот да се подпишува, па повторно да апликантот, па да основува недостатоци и се губи доста време. Иначе по комплетирањето на целата документација, зависно од дали се работи за реконструкција, дали се работи за надградба, доградба или изградба на нов објект, значи поставката предвидува чекори понатаму, значи најпрво се бараат соодветни мислења од институциите и тука нормално има предвидено рокови, во рок од 5 дена треба институциите да дадат мислење соодветно. Потоа се заверува самиот проект, се прави пресметка за комуналниот надоместок и се издава одобрение за градење. Така кажано во тие чекори стои поставката дека е многу кратка, меѓутоа ради редица такви аномалии и грешки што ги прават проектантите се губи повеќе време од законски предвиденото. Затоа апелирам малку да се повеќе внимава во тој поглед. Тоа се однесува и за индивидуалните и за колективните. Така. Што е, например, има ли можност да кажеме одредени граѓани кои што работат доградба или нова куќа индивидуално, а не ја реализираат преку одредена фирма, туку едноставно се наоѓаат, нели, да кажеме, правни лица или пак самите нешто градат, не се доволно упатени. Постои ли можност да дојдат, да се информираат и да се најде начин како да ги реализираат постапките? Мислите во однос на аплицирањето? Во однос на аплицирањето и тоа што треба да го направат, односно и прашањето ми е колку стоите на располагање на сите оние граѓани кои што не се доволно упатени или пак немаат можност да ги користат овие современи алатки, да дојдат да се информираат и да им го објасните начинот. Значи, во било кое време, бидејќи имаме и редица памфлети и образци готови за аплицирање, така да таму на тие образци точно се наведени кои се чекорите и кои документи треба да ги соберат, ако евентуално сам се аплицира. Меѓутоа, гледам кај нас аплицират некои професионалци, да кажам, фирми некои што се бават со тие работи и тие си познават работите и некако побрзо оди. Меѓутоа, техничкиот дел, контролата од кога ќе стигне кај нас проектна документација, тогаш ние откриваме доста аномалии и тоа се исти се повтараат и се губи тогаш повеќе време. Значи, тоа е во делот на проектантскиот дел, а не апликантот, бидејќи тој гледа кој документ го прикачува само во системот и постапка треба да продолжи помалку. Што е со роковите? Постојат ли рокови? Рокови постојат, да, имаме конкретно и за аплицирање, но посебно роковите за градба. Роковите за постапката до одобрение за градење се почитуваат, бидејќи имаме и законска обврска и често пати имаме контрол од страна на управната инспекција дали ги спазуваме роковите или не, и самиот систем е направен предвидениот рок во колку е предвидено, да кажем, 5 дена за некоја фаза, одма се пали 6-тиот ден црвена лампичка дека веќе е поминат рокот, значи треба да се изработи побрзо. Мислам во тој дел нема некои застои, туку повеќе доаѓаат например, дојде пресметката, пак на исти начин како случајот кај дивоградбите, исто кај и тие редовните поставки, која ќе му се направи пресметката и предметот го гледа сега инвеститор или апликантот, таму кај него се појавува и доста време се губи додека уплатницата биде прикачена, значи пак парите се упрашени на еден начин. Што е
например, со тоа имаше одредени рокови, дали тоа се однесува за индивидуалните или за правните лица во смисол од почеток до завршување и реализација на целиот проект или на целиот објект, има ли такви некои рокови кои што треба да се запазат? Да, законските рокови за после правосилното одобрение, значи рок за градење е 2 години, значи во рок од 2 години од правосилноста на одобрението треба да се изгради, односно да се отпочне со градба. Тука да напоменам, треба користење на член 67 од Закон за градење, бидејќи таму си стои дека секој отпочнување на градење мора да се пријави кај органот што го издал одобрението, во градежната инспекција и во трудовата инспекција. И тоа пак оди по електронски пат. Значи тоа обавезно како законска обврска е да мора секој инвеститор да го направи, бидејќи и по законот за градење, ако не е пријавен отпочнувањето на градба, нема како да се евидентира рокот, течењето на рокот, значи мора и тој чекор да биде спазен. А тоа, гледам во пракса, не го практикуваат инвеститорите, иако барам од страна на градежната инспекција. Кога ги прави тие записници, тоа треба да ни го побара и да ги упати градежната инспекција да го направи тој чекор, да дојде во урбанизмот да пријави, во инспекција да пријави и во трудовата инспекција да пријави. Бидејќи по законот е предвидено истакнување на табла, значи пред да отпочнеш со градба треба да се истакне информативна табла на која треба да стои и број на одобрение, и надзорен инженер, и фирма градител која мора да биде лиценцирана или регистрирана фирма. Сега по закон не е дозволено физички лица да вршат таа работа. Значи сите тие работи мора да се испочитуваат. Пред малку, кога зборуваме за електронските постапки, одобренијата, го споменавте e-cut шалтерот. Како тој функционира, кој се го користи и која е постапката за користење и намената? e-cut шалтерот повеќе му е намената, значи ние може да го користиме, имаме склучен договор со државниот катастар, значи може изводи и ние сами да си вадиме за наши потреби или за потреби на странките. Меѓутоа, повеќе за преку e-cut шалтерот е спроведувањето на употребните дозволи, спроведувањето на објекти за упишување во дали се работи за предбележување, прибележување или спроведување, нели? Тоа се три различни постапки. Значи тоа се одвива преку e-cut шалтер, за кој треба странката да има соодветна документација, извештај од надзорен инженер, рековме за тие објекти втора категорија нема потреба од употребна дозвола, едно време и употребни дозволи и ние издававме, меѓутоа со промените на законот, значи сега нема обврска, но на еден начин ни се улеснува на граѓаните, и тоа за објекти што се под 300 квадрати, значи може од изведувачот, значи да даде таков извештај дека објектот е соодветно изграден према техничката документација, дека не е отстапено за градење и така натаму. Тој извештај, основниот проект, во колку нема измени во тек на градба, значи ако е граден објектот целосно према основниот проект, тогаш значи не ни треба ни проект ни изведена состојба. И во таа форма заедно со геодетскиот елаборат оди на спроведување во катастрот и тоа користејќи го e-cut шалтер, значи преку електронскиот систем. Што е со електронскиот урбанизам или урбанизмот? Урбанизмот исто така, значи покасно малку прво беше одобрение, после иде за урбанизам. Имаше малку застој, меѓутоа и сега во моментот има застој во некои постапки, пак станува збор за проблеми во самиот софтвер, бидејќи некои чекори при изработката на софтверот не се биле предвидени или не соодветно направени, така да многу урбанисти реагираат не само во општина Струмица, туку и целата република, значи дека некои детални планови поготово не се заглавени постапките. Во тој смисол треба малку да обрне внимание повеќе Министерството, бидејќи нарачател на тој софтвер беше Министерството. Значи како би можеле тие постапки да бидат во рамките на дозволените фази што се предвидени во законот. Значи ако треба законски сите постапки да не се во законот да бидат, например, 2 до 3 месеци, се случува 6 месеци, година, 2 години и така натаму.
Има една добра новина сега во последните измени на Законот за просторно урбанистичко планирање, кај што вика најмногу имавме проблеми кога ќе оди на согласност добивање, значи предлог планот кога ќе одеше на согласност, а и тоа морам да го кажам дека и нацрт фазата веќе не постои, туку се оди директно на согласност, значи на предлог план. Претходно треба други фази да се завршат, меѓутоа тогаш се дуплираше работа, значи на локално ниво нацрт фазата со одлуки на Совет се губеше доста време и околу тие работи. Сега тие чекори се скратени и мислам се добија на брзина. И добро е тоа што најчесто урбанисти се жалија кога ќе го аплицираат таму, да кажем, предлог планот за согласност за добијето од Министерството, го враќаат 2 пати, 3 пати, 5 пати, 10 пати и мина доста време. Се губише. Така да Општина Струмица 2007-2008 година тука некаде беше како пилот општина на Светска банка. Баш околу извештај се спремаше еден околу функционирањето на роковите, спазувањето на роковите баш околу тие постапки. И тогаш има една голема забелешка, бидејќи стварно некои планови веќе ако е планскиот период 5 години, значи после 5 години на 6-та година тек добиваат согласност. Значи мора да се мени и планскиот период. Ако е да кажеме од 2015 до 2020 планскиот период на деталниот план, донесен е после 6 години. Значи па треба да се мени самиот детален план. Што не е потребно, не знам зошто беа тогаш ни се даваше можност, значи ако сега најдат 10 забелешки на урбанистот да ги отстрани, при наредното аплицирање уште други 10 или 20 нови. Значи сега со законот, значи само еднаш треба да али да ги комплетираат сите забелешки, колку урбанистот постави по тие забелешки, значи не смеат они после накнадно да измислат други. Мислам, би требало сега да добиме малку брзо повеќе. Кога сме кај овие деталните урбанистички планови, односно нели воопшто кај урбанистичките планови, често пати, односно веројатно таа и постапката ги ставате на јавен увид во одреден период. Она што мене ме интересира, колку граѓаните ги следат сите тие ваши активности, колку присуствуваат и колку даваат сопствени видувања и забелешки за нешто, или откако ќе поминат роковите, откако ќе бидат донесени сите планови и потоа кога ќе се соочиме со некој личен проблем, знаеме да реагираме. Но тоа ми беше зборот. Колку откако вие како нели општина и сектор за урбанизам ќе доставите известување до медиумите дека е ставено на увид одреден план од тој до тој период, колку граѓаните знаат да дојдат, да го разгледаат и да ги дадат своите забелешки? Многу малку се информираат во тој поглед и на нас стварно не прави тешкотија, бидејќи не е целта само да се донесе планот, туку треба да се води сметка и за неговата реализација. Во колку има повеќе забелешки и сугестии, во колку има повеќе присутност од страна на граѓаните, значи претходно може да ги решиме тие проблеми, значи тоа во таа нацрт фаза што ја викаме, нели, значи после нацрт фазата утврдено од страна на Советот се распишува јавна анкета и презентација и за жал многу малку луѓе доаѓаат. Од кога ќе биде донесен или после X време, кога ќе му се јави некој, вика мојот плац не бил така, наши проблеми, ќе почне да ги согледува и законски обврски на општината при водење на таа постапка се, значи, објава во 2 медиума или во 2 списанија и толку, значи, законската обврска. Ние користиме и веб страната на општина Струмица и таму некои не знам сега луѓето колку ја отвараат таа страна, меѓутоа никако да допреме, бидејќи ако станува збор за некој детален план, не можеме сите да ги информираме. Бидејќи можеби ако се работи за некој блок, тоа е огромен број на луѓе. Меѓутоа барем некој процент, 10-20% нека дојдат, па нели таа информација после ќе се прошири на друг комши и така натаму, значи од друга страна, ајде да ги оставиме на страна граѓаните. Институциите што е законска обврска и специјално нив ги известувам, па и тие не се јавуваат. И после доаѓаме до ситуација кога се јават практично проблеми или барање за некој одобрение за инфраструктура или ово оно и претходно, значи, не се учествувале, немат анкетно листче пополнато, немат забелешки, а после практично се јавуваат многу проблеми, што исто така представува голема тешкотија. Значи треба прво тие да бидат редовни, а после и граѓаните нормално.
Оние малку граѓани кои што дошле, колку знаат да дадат конструктивни забелешки и колку тие нивни забелешки знаат да ви помогнат во реализацијата на одредени планови проекти? Па тие луѓе што обично доаѓаат, значи најпрво гледат дали е спазена нивната катастарска собственост што имат на парцелата, веќе формирана градежна парцела, дали ни влегува дел во пат, утре други дали ни останува цело и така натаму, најповеќе на тие работи обраќаат внимание и нормално гледаш што му е зацртано, која е катност, која површина за градба, дали е лепенка, дали е одвоена куќа и така натаму, обично тие генерално забелешки. Дали најмногу се забележува кога некоја улица треба да минува и зошто од мене, а не од комшијата, во тој смисла се повеќе забелешки. Има проблемите стои како ви оди во делот кога треба посебно нови улици да се решават и кога треба да се работи експроприација? Значи експроприацијата е законска можност за јавниот интерес да се спази, да се реализира. Малку бавно ни одат и тие постапки, бидејќи тие одат преку имовинска служба. Ние само сме предлагачи, ја комплетираме документација, го доставаме предлогот до имовинска служба и понатаму течат постапките. Сега нивната екипираност, дали се доволен број на вработени или ово, значи има некои причини што бавно ни одат тие постапки. И стварно мислам, луѓето сака да гради, на кај ќе изгуби волја кога треба година дена да чека или било што, значи некој имовински проблем да се регулира, дали е во домерот на експроприација или еве сега да кажеме службеност. Сите тие институции за инфраструктурни објекти проблеми имат службеност, бидејќи е бавна постапка. А он знаеш како ќе му поднесе некој барање за приклучок на електрична енергија, он треба година дена да трчка постапка за да извади одобрение. И се е тоа врзано со имовинска служба. Тука треба да се најде некој модул, друг некој модус да се некако реши тоа, бидејќи или подобра екипираност на или префрлување на ингеренции, да кажеме, службеноста барам да ја водиме ние во оделението за градежно земјиште. Имате капацитет? Па ако нема, ќе се најде, знаеш, кога ќе се даде некоја ингеренција и да немаш, а сакаш себе да се олесниш, значи нормално дека самиот ќе бараш чајер. Она што исто така ме интересира кога сме кај урбанистичките планови, одобренијата за градба и сето тоа. Значи, општинскиот центар, односно градот Струмица едно. Меѓутоа, што е со населените места? Дали сите населени места веќе имаат урбанистички планови, дали постапката е иста и што ако, например, реши некој да гради нова куќа во одредено населено место, дали се истите услови како во градот, а од друга страна немаат, да кажеме, генерални види? Населените места се малку привилегирани во тој поглед, бидејќи урбанистички план за село во Струмица се уште нема, оваа година тек ги внесовме во програмата, значи да отпочнеме постапка. И тоа усогласување за план за село, значи кај што не мора да се врши парцелација. Значи формирање на нови градежни парцели. Значи најпрво ќе треба да го утврдиме јавниот интерес, односно со регулациони линии да се сообраќајниците утврдат. Тоа е во едно ниво, да се утврди намената на површините, кој дел ќе биде од селото, да кажем, стопанство, кој дел ќе биде станување и така натаму, верски објекти, образование и ред други работи. И блоковска поделба да се направи. Значи, после ако некој иницира некоја постапка, ако сака, значи може дел од блок да се спроведе постапка, да се зацрта градежна парцела, па тек после да може, еве сега, например, може да има случај легализиран објект. Нема градежна парцела, не може да го откупи земјиште, му се јавува проблем. А ако се донесат тие усогласени планови за село, на тој начин, значи, може да се, во секој време, да се отпочне некоја пократка постапка да се регулира. Бидејќи, реално, обврска законска општините сите имаат, после завршувањето на законот за сите решенија кои ќе бидат издадени да отпочнеме постапка за усогласување, бидејќи даваме урбанистичка согласност, за тие што имаат добиена урбанистичка согласност, дека ќе бидат вклопени во некоја планска документација, а тоа е обврска на општините. Затоа и таа такса за легализација што се плаќа, таа е строго наменска, значи треба да се троши во тој правец, не за решавање на комунални проблеми, туку за донесување нови планови и така натаму. Значи и тие наменски средства по законот сме должни општината од таа посебна сметка
да го известувам Министерството за на кој начин се трошат тие средства. Значи ли оваа дека луѓето во населените места од општината, доколку решат да прават нова градба, да кажеме во сопствениот двор, може таму каде што тие сакаат да изградат новата куќа, каква е нели процедурата во делот на висина, ширина и сето она што се пропишува, и дали оврските кои што ги имаат во делот на комуналиите се исти или се оди со некое паушално плаќање? Еве да почнеме од зад напред со прашањето. Значи, висината на комуналите во едно населено место не се исти, бидејќи во однос основата за процентално значи е изразена во самата програма годишна на кога се носи буџетот на општината, ги има утврдени посебни цени зависно од сообраќајница и инфраструктура кој е населено место со кои услови ги има, на тој начин е и процентално изразено плаќањето на комуналниот надоместок во однос на градската цена, да кажем, за град Струми се што важи. Така да се различни цените, и тие се многу пониски, некаде да кажем 15-20% во однос на градот и така натаму. Во однос на самата поставка, сега со последните измени на Законот за просторно урбанистичко планирање, значи се даде можност да во населените места да се испочитува собственоста, значи на катастарските парцели, и секоја парцела да има третман на градежна парцела, меѓутоа значи мора да има пристапни улици претходно решено и така натаму. Значи таа фаза во тоа планирање, урбанистички план усогласен за село, значи може да се регулира за полесно да може да ги решаваат луѓето. Иначе они се упредност во однос на градот, бидејќи кога ме прашавте за желбите и можностите, нели што сака да гледат и дали може, значи они се бидејќи станува збор за они имаат карактер на селско-стопански дворови. Значи он може бидејќи во градот е утврдена во деталниот план само една површина за градба, значи не може да има два објекти. И сега таа површина зависи во кои дупови, значи ги има на пример некаде елитната населба има и 500 квадрати површина за градба, што сигурно нема да изгради некои куќи од 500 квадрати, али може на пример комплекс од објекти или било какви раскршени габарити на објектите, значи да бидат малку и архитектите послободни, значи да не бидат како едно време кутија, нели куќата 10 на 10 и мора да биде во тие рамки. И они бидејќи имат потреби самите населени места, луѓето мора да имат нели и земјоделски објекти за чување на земјоделска механизација, за чување на производи и така натаму, значи дадена е можност, значи да има комплекс од градби, како за тоа да има донет третман на селско-стопански двореви. Добро, да преминеме, бидејќи нели времето е толку колку што е, да преминеме, рековме дека вашиот сектор го сочинуваат три оделенија: урбанизмот, комунални работи и градежното земјиште. Што е тоа што потпаѓа во надлежностите на оделението за градежно земјиште и колку тука има одредени проблеми со кои што доаѓаат граѓаните? Значи, градежното земјиште и ингеренциите ние ги презедовме од 2011, после исполнувањето на условите, нели требаше секој општина да исполни услови према бројот на жители, требаше и соодветно нели да располага со вработени со соодветен сертификат, значи тоа го направивме 2011, ги преземавме сите предмети од Министерството за транспорт и врски и во име на Република Македонија сега ние располагаме со тоа градежно земјиште. Во одредени постапки нормално не може да прескокнеме и владата, бидејќи зависи од случај до случај, нели обично при долготрајни и краткотрајни закупи или во колку има некој државен интерес на некоја градежна парцела, значи претходно се вклучува тука со одлука на влада, а обавезно при продажбата на земјишто тука да се вклучува и државниот правобранител, значи претходно треба да даде согласност за да може нели да се оттуги тоа земјиште. Значи ние само ја водиме постапката. Односно ја комплетираме документацијата и помагаме на луѓето околу тоа кои документи се потребни, нели, зависи од дали станува збор. Иначе ние во тој према законот, значи вршиме 4 вакви функции. Едната е по пат на јавна лицитација кога се продава државно земјиште. Тоа кога се оттуѓува. Кога се оттуѓува. Потоа имаме случај за долготраен закуп до 99 години и краткотраен до 5 години. Значи,
со можност за продолжување уште 3 години. Значи тие се постапките и со непосредна спогодба е четвртата постапка, значи непосредната спогодба е веќе, значи таму кај што е веќе изградено земјиште или има собственост, значи станува збор за дооформување или евентуално кој голо не е изградено, значи со директна спогодба може ако има тој повеќе од 30% собственост, значи физичко лице ако има 30%, а држава да има 70, помалку од 70%, значи тогаш што директна спогодба се оди за откуп на земјиште, кои цени сега вечерва не може сите да ги кажам, бидејќи со посредна уредба се утврдени од страна на владата. И така да ни ги спроведуваме согласно тие цени, се зависи према случајот дали за каков карактер на објект станува збор, бидејќи по правилникот се категоризирани А, Б, В, Г, Д и така натаму, и сите цени се различни. И сега дали станува збор за централно градско подрачје, вон централно градско подрачје, се различни и цените. Потоа, при определување на цената, најмногу тука луѓето се прашуваат зошто еве ми пишува на мене толку нели во уредбата, а ви ми наплаќате повеќе. Меѓутоа, во законот се стои дека основната намена 70%. Значи се пресметува од таа цена што е утврдена во уредбата и плюс 30% од највисоката компатибилна намена. Значи, со други зборови, ако станува збор за семејна куќа, стамбено деловен објект. Значи, кога тој сака да купи, ако веќе во планска документација е утврдена намената основна А1, значи семејни куќи, дадена е можност и компатибилни класи, дали ќе е B1, B2, D2 и така натаму, значи други компатибилни класи, значи секој пат се зема највисоката со 30%. И тоа ја дига малку цената и луѓето најмногу тука реагираат, дури некои одоти се жалат меѓу повисоки инстанции и така натаму. Меѓутоа, така и по закон, така и по уредбата, по методологијата, ние мора така да го оттуѓуваме земјиштето. Тие се најчести случаеви што се однесува за тоа. Последните денови имаме реакција од луѓето, сакат нели да го регулират сега ако завршила постапката за легализација на добил правосилно решение, спроведено во катастро, и сакат да го регулира и ако е Република Македонија земјиште, да го откупи нели земјиштето. И кај луѓето се јавува некој незадоволство и зошто не може да го купам. Значи, таму кај што има вклопување, значи ако објектот по намена или по габарит или по било како се вклопува во деталниот план, значи он може да се отпочне постапка и за земјиште под објект и за дворно место. Меѓутоа повеќе станува збор таму бидејќи нема ни градежна парцела, нема основ како без да има детален план и градежна парцела не може да го откупи земјиште. Значи, а има случаеви на пример во град Струмица во некои блокови изградила е он диво градба, меѓутоа се вклопува во некоја површина за градба, кај што има градежна парцела и он непречено може да се ги истрчка се тие работи да се го откупа земјиштето. И тоа нели по законот сега јасно е нели по 1 евро дека е до 500 квадрата дворно место, по 1 евро на тоа по редовна цена со директна спогодба што се, значи тие работи секој пат може во било кое време да ги добиете во тоа одделение како информација. Најдобро е претходно пред да го порачите елаборатот, да дојдат кај нас да добиете информација и да знаат нели колку пари ќе ги кошта треба да платат за земјиште. Од после кога се видат реакциите малку е и тие се доведат во незгодна ситуација, треба жалби, треба ово или па недоволно се информираат. Значи претходно треба да се информираат па да не дојде до жалби после поднесување. Така. Исто така рековме дали третиот дел или третото одделение кое што е во рамките на секторот е одделението за комунални работи, веројатно едно од оние одделенија кое што граѓаните секојдневно се соочуваат со дел од нивните надлежности, ако така може да се каже. Како тука функционираме и како успевате да ги спроведете сите оние активности и надлежности кои што ги имате, од друга страна да се носите со желбите, потребите и барањата на граѓаните? Значи, тие првите постапки што ги наброевме носат пари, ова одделение троши пари на еден начин, меѓутоа нели целта е баш тие пари наменски да се потрошат, нели се во функција на граѓаните. Значи,
до сега барем у пракса беше преку разни собери на граѓани и се допираше нели до секоја потреба. Одавме по местни заедници, по населени места. Сега во последно време и невладени организации се вклучуваат во тие, ни помагаат и на нас и на луѓето. Значи да дојдеме што да ги утврдиме што побрзо сите потреби, реални потреби, бидејќи луѓето нормално по сите населени места не може да ги решиме преку ноќ сите проблеми, туку барем за тие што се приоритетни проблеми во што ги тишти граѓаните, нели доаѓаме до нив. И сега може да се случи да има тие повеќе барања, меѓутоа избират од ако има 20, 30, значи да се изберат кои си. Оти се зависи од висината на средствата кои се потребни за решавање на тој проблем. Мислам сега за сега добро ни оди во тој поглед, граѓаните се задоволни, 100% не може да бидат задоволни никој пат, нели една фамилија не може деца сите да ги задоволи родителот. Меѓутоа доста бидејќи со тој рамномерен развој што води локалната самоуправа таа политика и градоначалникот. Значи, бидејќи тука повеќе пари се собираат од градот, а дел од тие пари се распоределат и по населените места. И оттаму има приходи, по населените места, нели со тоа олеснување за вадење на документација и така натаму со архитектонско-урбанистички проекти, се даде можност, значи и тие да си регуларно извадат одобрение, да си градат и да си платат комунален надоместок, меѓутоа тој приход е малку понизок за разлика од градот. Меѓутоа гледаме правилно да ги развиваме сите населени места, значи да ги снабдиме со инфраструктура, со патишта, со канализација и водоводи. Тоа сега знаеш оди малку радијално, не можеш правилно нели сите населени места. Тоа од градот, еве сега да кажем тие планови за село, планираме тие околните села што се околу градот, прво нив да ги бидејќи тука станува збор за Куклиш, станува збор за Градско Балдуци, Дабиде, Просениково, Добрејци. Значи бидејќи тука и најчесто се гради, бидејќи сега и самите инвеститори, тие што сакаат да прават стопански објекти, гледат дека таму имат можност со поевтини комунари да поминат поевтино, за да не зароба многу средства, нели, и повеќе купуваат приватно земјиште таму и поднесуваат барање да барат поевтини одобрение и на еден начин си го решават проблемот. Кога рековте дека се гради, долго време сте во оваа работа, долго време сте и во секторот. Може ли да направиме паралела колку се гради во Струмици, во градот и во населените места генерално во целата општина и може ли процентуално да се направи некоја паралела во однос на изминатите години, дали оди во нагорна линија или каква е состојбата? Па мислам, Струмица за разлика од другите градови, информација најдобра стига до нас кога некој од страна ќе дојде во градот и одма да се осеќа на прв поглед, тоа е негова констатација што сигурно ние можеби не ја преметуваме, бидејќи тој што не доваѓа подолго време во градот и кога ќе дојде вика се осеќаваш кога ќе влезеш во градот некој живо, знаеш, во градот некако раздвиженост. И мислам дека уште 2005 година кога почнавме да зедовме таков став, бидејќи претходно 15 години немаше од 87 година немаше детален план за градот. И сега таа индустријска зона, од кога се урбанизира, гледам дека веќе реализацијата е многу добра и многу наши и приватни доаѓаат и странски на времето, меѓутоа странците гледам по не знам кои причини нема некоја инвестиција во градот, меѓутоа домашните инвеститори доста интензивно е сега во најскоро време се продада 10-15 плаца во Стоколмска зона Север и бидејќи самиот закон ги гони инвеститорите, нели обврска договорот кога ќе купиш државно земјиште, има рок 12 месеци зависно од големината на парцелата. 12 месеци извадиш одобрение и прво беше 10 години, 4 до 6 години да се изгради објектот како би можел нели тој реалниот товар што е прибележен на имотен лист да се тргне. И мислам дека барем како што гледам, еве кај мене и приходите на средствата што стига до општината, во голем дел се од продажбата на земјиштето и од комуналниот надоместок, бидејќи таа комбинација е добро направена што со рокови се врзуваат, така да мора сака некој тој ако сака да зема хипотека, мора да ги исполни тие клаузули, да прифати пенали да плаќа, за да може нели најпрво беше прибележен реалниот товар и беше пречка за да подигне хипотека, бидејќи банките секој пат проектот одобрението го врзуваа со земјиштето.
А тоа на нив ни беше пречка со измени на законот, тоа се тргна на страна, меѓутоа под услов да прифатат нели клаузули за плаќање пенали во случај ако не ги исполнуваат тие обврски. Бидејќи сме на почетокот од ова 2016 година, паралел, колку сте задоволни од сработеното, зборувам за вашиот сектор, планирано и реализирано, какви се програмите за оваа 2016 година и на што ќе биде ставен акцентот и приоритетите? Мислиш програмите во однос на реализацијата во доменот на комуналното. Значи, тоа бидејќи станува збор за поголем број на проекти кои што треба да се реализираат оваа година, најпрво планираме, бидејќи сега ова ќе биде и изборна година, значи во овој мртов период, така да го наречем за оперативата, да ги завршиме барем тие тендерските фази, да не се закочени, бидејќи кога е изборна година, секој пат каснеме со реализацијата по буџетот предвидени тие градежни активности, и ако добиеме, ако ги завршиме тие поставки, ги склучиме договорите, значи одма после завршувањето на изборите може да се почне со реализација, за да може комотно да се завршиме годината, да не брзаме во ноември или декември да ги завршуваме тие позиции, бидејќи секој пат вркањето се одразува и на квалитетот. Неквалитетно се некои позиции завршува, така да од планираното мислам дека излеговме во сусет, има доста и улици, и патишта, и локални, и инфраструктурни проекти, значи има доста, поготово за населените места сега при утврдувањето на детални планови, бидејќи за да реализираш една улица во населено место треба да имаш план. Значи ние ги користиме тие стари планови урбанички документации за населено место што беа, значи према нив веќе да кажем дека е трасирана улици кај што нема и воински проблеми, ние одиме на парцијална реализација на тие улици. Меѓутоа, за тоа ги ставиме сега сите населени места, да ги доведеме до степен да урбанистички план усогласен за село, да ги утврдиме барем јавните површини и пристапните улици, така да можеме после комотно да издаваме и одобренија и да се реализира комплетно како што треба. Согласен закон. Така, оваа година, ако се заврши таа поставка целосно, а јас мислам дека би требало да се заврши, значи веќе од наредната година ќе бидеме и ние послободни и луѓето кои се информираат, нели, ова улица ни фали, ова улица, сигурно ќе има и ново предвидени улици, некаде нема некои парцели пристап, имат нерешени имовински проблеми и така натаму. Кога ќе веќе имаме ние утврдена таква планска документација, комотно може да отпочнеме и постапки за експроприација и така натаму. А сега де факто состојбата со сопственоста каква е на лице место, така ја прифаќаме и кај што има Република Македонија, таму реализираме. Кај што има приватна сопственост или со согласност, да кажеме, ако даде собственикот, или доколку не даде согласност. Доколку не даде согласност, значи не може да ние отпочнеме постапка за експроприација. Не е утврден јавниот интерес за тоа, секој пат планирањето е број 1. Значи мора прво плановите да се донесат за населени места. Има многу прашања, многу теми, меѓутоа очигледно ќе треба да во следна прилика да ги правиме емисиите, да се фокусираме тематски конкретно на одредена област, на одредена проблематика, па да може малку подетално да ги разглобиме што се вели и да им појасниме на граѓаните. Во меѓувреме она што им останува како нејасно, претпоставам дека ќе може да го разјаснат и одговорите на тие прашања да ги добијат кај вас во секторот. За на крај мене ме интересира само една работа како архитекти, како некои кои што сте долги години во оваа работа, независно од нели позицијата која што во моментов ја имате, ваше видување на новите модерните градби, независно дали станува збор за индивидуалните објекти, колективните згради, па и деловните објекти, посебно во делот на естетиката. Колку се внимава, колку имаме влијанија од страна, колку се внимава да биде усогласено со околината, со делот традицијата, или секој гради на начин на кој што тој сака, независно од тоа колку објектот му се вклопува во една целина. Па може да забележиме повеќе, да кажам, слобода во изразот при проектирањето. Проектантите имат кога станува збор за семејна куќа, него ли кај колективните згради, тоа го примеќаме, може и вие сте го приметили во касарната што се градат. Значи, типски
згради се градат и една со друга си како касарни на еден начин доаѓа, нели си личат. Затоа апелирам малку и до проектантите да бидат малку послободни, барем да се интервенција на некои фасадни елементи или било што, нели малку да користат елементи од современата архитектура, бидејќи секој објект треба да го изразува времето во кое се гради, а не да патиме од некои други стари навики, можеби и старите традиции е добро да се применуват, нели, кај нови објекти, па да се направи некоја комбинација и да не бидат, тоа е било од секој пат војна меѓу инвеститорот и проектантот. Значи, насоките на проектантот му ги дава инвеститорот на место да биде обратно. Значи, слободата проектантот ја нема, бидејќи зависи, треба да зема пари од инвеститорот за изработка на проектна документација и сега, бидејќи планската задача му ја дава инвеститорот, ама тоа се однесува, треба да се однесува на генерални некои работи, а додека естетскиот дел треба да биде комплетно слободно, бидејќи станува збор за авторско дело на самиот проектант. И тука малку треба да се усоколят и самите проектанти, ако треба и во војна со инвеститорот, за утре други ден, бидејќи тоа е трајно богатство за општеството, за градот и за сите, значи мора да се води војна, да се малку обрне внимание на поквалитетни и посовремени градби. На тој начин и градот сигурно ќе биде уште подобар. Има ли Струмица заштитени делови подрече каде што има строго пропишани правила што како треба да се гради? Еве, нешто како што е, да кажеме, претпоставам дека во старата чаршија не може да се гради било што и било како. Значи, по законот ја имаме таа слобода со одлука на совет. Значи, треба да се донеси например на некој кварт да се одреди например објектите која боја или кој стил да бидат. Значи, сите тие работи може со посебни одлуки на совет да се донесат и да биде обврска за инвеститор, дали иден или евентуално реконструкција на фасада ако станува збор. Значи, тие работи може малку, нели, за да го направиме да не биде толку шеренило од стилови, да кажеме, туку секој пат има правила и нормативи во проектирањето, колку куќи, до 6 куќи, да кажем, ако се да бидат еден тип, другите 6. Значи, на тој начин да се направи еден покрупен мозаик, да не е толку усетен мозаик. И сега има некои предвидени опции, да кажеме, тука одма реакција ќе дојде од луѓето, нели, јас немам пари тоа да го направам. Значи, законот дава можност да учествува 50% и општината, 50% и инвеститорот. Значи, може би треба да се размисли на тој начин малку од централното градско јадро, барем на еден начин. Со ова реновирање на фасадите што ги правиме на некои колективни згради, меѓутоа не за сите, меѓутоа може да направиме една комплетна анализа барем на централното градско јадро, да пробаме на тој начин да ги решаваме проблемите и во колку, нели, добро оди реализацијата, можеме да радијално да се шириме и пошироко да. Има ли таква иницијатива? Ова беше, ми се чини, со поддршка на дел од бизнис секторот или на градежните компании? Да, тоа беше комплетно на бизнис секторот, значи тие донира и материјали и работна рака и мислам добра акција се заврши. Го освеживме малку изгледот на централниот дел, бидејќи зградите од кога беа направени не беа офарбани. Така. Однесува до мене за вечерва толку со прашањата, доколку имате нешто што остана значајно да го знаат нашите гледачи, а не го споменавме, слободно повелете. Една благодарност прво за поканата вечерва и еден апел до граѓаните. Значи, сигурен сум дека вечерва не ги добија исцрпно сите информации, меѓутоа, ако не друго, барем ќе побудат интерес за некои проблематики нивни, ако се недоврзани на ова вечерва што го дискутиравме, во секој време да поведат во урбанизмот, бидејќи секоја првична сопштена информација сигурно ќе ни биде во прилог позитивен, неголи, знаеш, секој си прави некој пат и домашен есап, меѓутоа, кога ќе ga има целата информација, ќе биде и за инвеститорот полесно. Ви благодарам и јас што одвоивте време за нас и за нашите гледачи. Еве, нели, ветување дека и ние ќе се потрудиме во иднина да отстапиме простор подетално за одредени теми, а зошто да не да бидат наши гости дел од раководителите на другите ваши оделенија, па да може детално да ги информираме и запознаеме граѓаните. Тоа ќе биде уште поинтересна емисија, бидејќи тогаш уште поконкретно, само треба да биде малку пошироко, или па да направиме повеќе емисии од урбанизмот, по одделение како што се, за да бидат, нели, подетално информациите, да бидат уште подобро информирани граѓаните. Јас сум сигурен дека 100% нема да бидат
информиране, бидејќи стварно се комплицирани и закони и правилници. Така, меѓутоа ќе разрешиме одредени дилеми. И јас мислам генерално да. Ви благодарам многу уште еднаш. Благодарам и на вас. А ви благодарам и на сите вас кои што вечерва повторно бевте на програмата на телевизија Интел. Довидување.